Ке зборуваме за здравјето, имено не само што секоја година, практично и секој ден слушаме дека здравјето ни е приоритет, но бројките покажуваат нешто сосема спротивно. Да, и Спасе го поканувам да остане заедно со нас. Имаме многу интересен прилог и вас, почитувани гледачи. Македонија бележи пат. Споредено со минатата година на светските здравствени листи, ние сме на неславно 72 место. Граѓаните живеат нездраво, не внимаваат на исхраната, но и инциденцата на лица диагностицирани со канцер вртоглаво расте. Мене ми е ова и најболната работа во сето тоа. Државата бележи константен пад споредбено со 2019 година, кога на листата за здравствен индекс на Bloomberg македонците биле на 55-то место на ова истражување. Зошто стануваме се по нездрава нација? Прилогот на Никола Станково продолжение. Сингапур, Јапонија и Швајцарија се во првата тројка на светските листи за држави во кои се живее здраво и квалитетно. Барем кога во прашање се мерењата на светските организации како Bloomberg и СЗО. Здравиот начин на исхрана во комбинација со подобрените превентивни здравствени услуги создаваат здрави и долговечни граѓани. А кај нас според должината на животниот век, смртноста од тешки заболувања, нивото на примарна здравствена заштита, навиките за исхрана, прекумерната тежина, пушењето и алкохолот, квалитетот на водата и воздухот, санитарните услови, менталните болести, како и опфатот со вакцинирање, Македонија ја става на 72-то место на листата на Bloomberg на држави со здрави животни навики. На Блумберговата листа пред Македонија се најде Словенија, 23-та, Грција на 33-тото место, Хрватска е 36-та, Босна е на 49-тото место. Главната причина за ова неславно позиционирање помеѓу земјите од регионот, според здравствените експерти, лежи во тоа што изминативе 10 години нездравиот начин на живот, ненавремените прегледи, како и последиците од пандемијата го земаат данокот врз здравието на граѓаните. Директорката на Институтот за јавно здравје, доктор Марија Андоновска, вели дека и нивните истражувања се совпаѓаат со анализата на Bloomberg и за слабата превенција, но и за лошите животни навики и услови. Нивните податоци покажуваат високи стапки на морталитет од малигни и циркуларни заболувања во текот на 2024 година. Веројатноста да се умре од кардиоваскуларна болест, канцер, диабет, некоја хронична респираторна болест во Македонија, според нашите податоци и статистики е 23%, додека светскиот просек е 18%. Така да сите овие бројки и статистики што ги имаме одат во прилог на она што ни се случува во моментот. Според податоците од институтот, дури 58% од населението во Република Македонија живее со прекумерна тежина. Од нив 22% живеат со дебелина. Дебелината е позастапена кај мажите во споредба со жените, а кога станува збор па за децата, за дебелината кај децата, ова претходно што ви го кажав се однесува на возрастната популација, кога сме кај децата, 31% од децата на 6 до 9 години живеат со зголемена телесна тежина, од нив 14 живеат со дебелина. Ова се вака навистина високи бројки. Доктор Андоновска додава дека едукацијата и кампањите се важни за да се намалат бројките и граѓаните да се свестат за ризиците од нездравиот начин на живот и прекумерната телесна тежина. Но не само дебелината, вртоглаво расте и бројот на заболени од малигни заболувања и канцер, особено рак на дебелото црево. Според бројките со кои што располагаме, имаме раст на инциденцата на карцином во последната деценија. Ето изнесува 177 на 1000 жители. Последните бројки ги имаме од 2022 година. Бројот на ново откриени случаи со малигна неоплазма на колон е 24,1% во текот на 2022 година во државата. И како што споменав и на почетокот, имаме некаков, се забележува пораст на бројот на заболени лица. 72-то место Македонија го добии поради некусиот животен век на население во регионот.
во просек 74 години, за разлика од соседна Грција, каде просекот изнесува 82, колку што е и животниот век на жителите од Словенија. Меѓу најризичните фактори за поразителната статистика е и начинот на исхрана. Тања Турунџиева, нутриционист со 25 годишно искуство, смета дека проблемот со вишокот на килограми се претвора во епидемија на светско ниво. А кај нас, за време на ковидот и особено постпандемијата, се забележува експлозивен раст на телесната тежина кај сите возрастни групи. Може да постојат најразлични причини зашто се случува тоа со човечкиот организам. Најнапред треба да испитаме што се случува со нашиот целокупен систем, што значи дека може да биде од нарушување на ендокриниот систем, да дојде до пореметување кое што изискува покачување на килограми, што значи дека може да биде и од здравствени причини да дојде до покачување, може да биде и од внесна несоодветна исхрана, која што се внесува во текот на како оброци најразлични, кои што едноставно се нездрава храна и придонесуваат или хедонистичко однесување кон храната, кои што понатака придонесуваат со зголемување на килограми и здобивање на најразлични здравствени проблеми. Турунџиева вели дека гурманските навики кои вклучуваат храна со многу месо, млечни производи и заситени масти, индустријска храна, рафинирани шекери и алкохол се секојдневно на менито на нашите граѓани и се нешто што придонесува кон покачување на килограмите. Немојте да мислите ако нема во прво време покачување на телесна тежина, ако се однесувате хедонистички, дека еве мене ми јадам, нели, имам брз метаболизам, нема да се случи понатака во животот. Секогаш таквата храна се осветува на нашиот организам. Дали тоа ќе биде покачен притисок, односно хипертензија, дали ќе биде замастен хепар, односно замастување на црниот дроб, дали ќе биде покачување на липиди, дали ќе биде покачување на гликемијата, односно појавување на преддиабетес, на состојба или пореметување на некоја жлезда од ендокриниот систем, прашање е само која ни е слаба точка во организмот за да едноставно се дојде до тој момент да ние ќе треба реално да побараме помош ако не можеме сами да си го решиме проблемот. Исхраната е навика што прво ја стекнуваме во семејството. Оттаму, според анализата на Bloomberg, добро здравје кај своите граѓани постигнуваат земите што обрнуваат внимание, особено на исхраната на децата во нивната рана возраст. На слична линија на размислување се и нутриционистите. Во нашата исхрана мора да постојат 3 оброка дневно, кои што ретко кој ги има, да се разбереме. Некога се сведува да се рипне појадокот, па ручекот да биде обилен, па потоа од вечерата да почне до недоглед да се внесуваат различни нутритиви, нели, пошто мора да се компензира внесот на нутритивите во текот на денот, така да 3 оброка дневно задолжително, во кои што ќе бидат присутни многу свежи ензими од свежо овошје и свеж зеленчук, кои што се актуелни на пазарите. Впечатокот е дека многу млади како да живеат според прирачник за краток живот. Брза храна, мобилни во рака и физичка активност сведена на минимум. Децата во овој период многу малку практикуваат физичка активност. За жал, родителите поздраво се хранат, имаат лични тренери и вежбаат, а нивните деца некако се стационирани повеќе пред компјутери или телефоните. Кога ќе приметиме едно дете дека покачува телесна тежина, задолжително да не го фрустрираме дополнително, престани да јадеш, види колку си ги накачил килограмите или со погрдни зборови, затоа што нема да го постигнеме ефектот, дури може да има и контраефект. Да се затвори, да се изфрустрира и скомплексира, особено децата кои што се во адолесцентија, односно во пубертетски развој, да тоа се направи некој тип на траума. Инаку децата како деца се страшно дисциплинирани, ако го насочиш правилно. Сум против било какво гладување за симнување на килограмите или селекција на одредена исхрана, затоа што тоа дете сепак е во раздвој и на него му требаат сите нутритиви. Значи, еден професионален пристап со добра проверка зашто тоа дете качува килограми, кои се причините, многу разговор, физичка активност, здрава исхрана и се решава проблемот.
И ако здравието влегува преку устата, ајде уште еднаш да ги видиме кои се првите на листата на Bloomberg – Сингапур и Јапонија, чии жители се рангирани како најздрави. Кај нив традиционалниот и одговорен начин на исхрана во комбинација со подобрени превентивни и здравствени услуги создаваат здрави и долговечни граѓани, и таа мантра треба да ја следиме и ние, како поединци и институции, доколку сакаме долг живот и висока позиција на здравствените листи.